И ги создаде Бог сонцето и месечината, и ги раздвои денот и ноќта, и ја создаде Бог земјата, и на неа ги создаде луѓето, и ги создаде Бог поповите, за да не им биде досадно на луѓето. И луѓето им изградија цркви, за да имаат кај да живеат. И тргнаа луѓето да се описменат во црквите, сето дека поповите не почна да ги чеша нешто во мешето. И виде Бог дека е тоа алчност, па ги создаде хотелите. И видоа поповите профит, и ги купија хотелите од парите на народот. И падна Бог во депресија, и замина во друга димензија. Ајде, да се тужиме. Тужењето е важно, без тужење е тажно. Ајде, да се тужиме. Драги граѓани, стегнете и вие тужба за грчиштата, за нештата да бидат појасни. Влада на Република Македонија, обтужуваме. ВМРО овчиште едно премиерско. Ти ли мене да ми кажуваш државнички потези? Па ти знаеш ли јас шо сум за тебе? Ти ке стегаш тужби без моje знаење. Шо ме гледаш би у тоа фриз фрейм позата? Сега која ја на тебе ќе ти здраме на главучка, ждга! Ја црските да ти ги извадам из нос. Комуњариште едно антиевропско, бе. Гуско една грчка. Знаеш ли ме ти што е муж? Знаеш ли ти шо е македонец, ма? Фригидна една од Фригија, не оттесана од Тесалија. Абе, ренесансен, шо се шуњаш? Абе, неостваен, што се дуеш? Кој се дури, бе? Ти, мислиш јас сум шашардисан? Кој ти дозволи без моje знаење и мање да тужиш Грци, да рушиш преговори и да минираш муки Нимицови? Тебе да не треба да те прашам. Кого да прашаш? Баш че си го прашам. По без везе потек не можеше да направиш. Пази сега ваму, пошо се гњаиме со грчиште и мрчиште, пошо они ке не возат дурнесе окозат, ја предлагам да им збрчиме и збичиме нешто шо има везе со судство, Европа или шо ти ја знам. Кој е овој, бе? Шо трабуње? Ти, бе, цвеп? На инсинуации. Ај глеј шо викаат експерти. Шо е тужба, шо е хак, бе? Ајде, ти се молам тука, шо ти е? Ја кога дав тужби, кајавте вие, бе? Па чак и сега кога лупетам, јас сум устари були фраер од вашата цела тужба, бе. Абе сега кога ќе ви избрчам ја на вас еден експертски став, има кордон да ви стават околу тоа државата, бе. Ало! Абе, коломњар, па ти пред 6 месеци тупеше за тужба. Абе, инсинуации, бе, што ти? Не, бе, халуцинации. Вака сега, кога веќе играме рулет со грци, главен адут, како и секогаш, треба да ни се србите, бидејќи они комбинираат модерен блекџек со традиционална улична фанта, а не како нас, што правиме блеф усред покер. Баш ка грците инвестираат во нашата партија рулет. Баксус, абе, бейби, зашо сеја ти текна ова, а не го гукна предходно, бе, бейби? Тоа ми е тик, ова и мислам пик. Breaking news, почитувани гледачи. Грција ја нападна Македонија. Првиот атак се случи со бомбардирање на пистата во битолската кансарна од страна на 7 авиони на грчката авиација. Проклетство! Рад, бомбардирање! Девачки мост! НАТО! Спремај коферите ми! Пакој кабинет, не сутре, не запустија! Мора да бегаме! Халки деке! Абе, овој се мадна. Леле, тетка ми, младичу, брзо, леле, младичу, не нападна, младичу, ама чекај, младичу, чекај, каде се? Ама, младичу, што се? Што прави, младичу, ало? Ние сите здружно, како знак на македонскиот непокор, ќе се скриеме у Веро. Па не се луди грците в своје да бомбардираат, валјда? Имам пасош, виза, силиконски усни. Па дајте азил. Азил ми дајте. Грчиштево е мирно? And so, Mr. Wells, you are not only one in the world. Само велики ги преплашувате американците, инсинуирајќи лажен напад од марсовци. И ние имаме марсовци на јужната граница. Yes, goddammit. Суток ни заеден.
Народ е македонски, прибери се, тоа е само лажна тревога. Оној со бадана го имитира War of the Worlds на Орсон Велс. Што правиш, бе? Немој ти мене што го правиш, бе? Него одма да го зимаш золја и урап. Има да го браниш или Рида и Македонија од грчка фашистичка диктатура, бе. Абе, сите ли сте се мрднали? Во борба, македонски народе! Македонија вечно. Катастрофа! Што ми требаше да ги тужам грчиштата? И така ја нато, као командант Валтер, шо беше овој бата животиња, и као оној Сао Сутјеска или беше Дрина у Неретва, ми се измешаа сега реките од ратурење. И така ти викам, храбро се борев и загина за Македонија и сега увек ми расте цвеќе на гробот на незнајниот јунак. Добро вечер, пороку. Ша е сега, бе? Сакам да им воведам данок на оние што не се во брак. Па пошто сум ја стара мома, си викаш да не ми го накршиш со данокот, а? Си викам да не си го накршам рейтингот кај народов. Абе, дечко, тебе као штркот у Шведска да те донела, не у Македонија. Каков штрк? Шарен? Како можеш у сиромаштија да им креваш данок, која у сите нормални земји им се спушта данок на оние у брак? Дефинитивно си наопаку роден. Карлично, а? И што да правам? Па стегни данок за духовна импотенција. Интересно, само какви ќе бидат реакциите? Шо бе данок? Па не мора па сега. Страшно. Како така сега тука? Од кај бе? До кога само нас ке не удирате по джебот? Директно кршење на човекови права. Не христијански. Тотална декаденција, човеч. Леле, че го пука му дано, хај. Едноокијни сексистички, преку нас буџет ке полните! Данок за духовна импотенција ќе загрози нашата екзистенција. Оелски крилја как да си метнам и во турско робско да си прелетнам. По стари чекори ја да си идам, да видам 10-ток данок да видам. Да видам гроба дали таму народ угревијат како и вам. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам без данок да гледам. Дајте ми крилја ја да си метнам и во турско робско да си прелетнам. Таму гробата греи душата. И данок страшен за народ е мојата. Данок за оджаци природна сила. Гроба за воздух среќа струила. 1000 денари во буџет се белеит, ако не си во брак, ке ти се стемнеит. Данок измислувам како планина, сегде бирократска е хубавина. Данок да расте, ја да си свиркам, сонце да зајдвит, народ до умирка. Вака сега ја да ве учим малку древна историја. У сами почеток, кога го беше многу мрак, у космос, само себе си го створил Албанац. И после, кога на Албанац му станува много досадно, он го створил еден бог и тој бог после стварал све. Што значи, албанци се уривензумбе. А сад да го отворимо овај куќа на она. Мене ми е важна фасадата од куќата, а внатре може да има што сакат. Сега, вака, ја ќе го кажем браво за оној Праско Кузман капитан. И он го зна да е важно надвор да го чува брада и фризура. И сад, а внатре у карактер може да го има што го сака он. А сега да вас поđем унутра да го шетаме по соби на оне куќа. Еве го овој книга што јас сум го читал у 2001. Еве го телевизор што еден албанац го гледал вести у 2001. Еве го шпорет на кој ми варал кафе у 2001. Море, зашто нема рупа овде? Нова е?
Ева го униформа у која сум го бил ја ранен, груди тука лево, у 2001.